Почитувани граѓани, чест ми е денеска од Кавадарци во името на владата на Република Македонија да објавам дека денеска преку платежната агенција е распишан новиот повик за оваа година за поддршка преку програмата за рурален развој на младите луѓе кои што сакаат да се занимаваат и да отпочнат бизнис во земјоделството, односно да се занимаваат со земјоделска дејност. Оваа мерка за поддршка на младите земјоделци оваа година е со нови изменети критериуми преку кои што сакаме да дојдеме до вистинските млади луѓе кои што сакаат да се занимаваат со оваа дејност. Во минатата година потпишавме 424 договори за поддршка на младите земјоделци од 10.000 евра. Оваа година, од денес, во следните 30 денови, трае рокот за аплицирање за поддршка од неповратни 10.000 евра за младите луѓе кои што се невработени повеќе од 2 години и кои што сакаат да започнат да се занимаваат со земјоделство. Оваа година, согласно критериумите кои што денес ги објавуваме, се фокусираме на точно предвидени категории на млади луѓе кои што ќе ги поддржиме со 10.000 неповратни средства. Предност, како што кажав, имаат лицата кои што се невработени повеќе од 2 години, кои што се членови на земјоделски задруги и кои што сакаат претежно да се занимаваат, односно да инвестираат во сточарството. Ако минатата година поддржавме 424 млади луѓе кои што добија по 10.000 евра за земјоделска механизација, оваа година поддржуваме млади луѓе на кои што ќе добијат по 10.000 евра, но ќе имаат предност доколку се занимаваат со сточарство, односно за набавка и увоз на добиток и кои што ќе се занимаваат генерално со сточарство и со преработки во делот на производи од животинското потекло. Токму оваа таргетирана група и токму со оваа мерка сакаме да придонесеме кон зголемување на сточниот фонд во државата. Дополнително, оваа мерка за 10.000 евра неповратни средства се однесува и за набавка во опрема за постберберни активности и за набавка на опрема за преработка на земјоделски производи и производи од животинско потекло. Дополнително, согласно критериумите кои што денес ги објавуваме, исто така предност ќе имаат кандидатите кои што ќе конкурираат и се занимаваат со органско производство, како што кажав, се членови на земјоделска задруга и кои што ќе применуваат нови технологии во делот на достигнувањето на добра земјоделска пракса. На овој начин, со сосема нови критериуми, со оваа поддршка која што доаѓа од владата, очекуваме голем број на апликации од младите луѓе. Поддршката од владата преку програмата за рурален развој ќе ја имаат и бараме проекти кои што се однесуваат токму на овие критериуми кои што ги објавив. Паралелно, преку Министерството и платежната агенција до крајот на годината ќе ја акредитираме, односно ќе се одвива процесот на акредитација на мерката за рурална јавна инфраструктура, односно тоа се дополнителни 10 милиони евра кои што на почетокот на следната година преку акредитацијата на оваа мерка ќе ги имаат општините на располагање, за да на почетокот веќе на следната година аплицираат и за оваа мерка која што ни стои на располагање од ИПАРД, а која што е дел од овој евроинтеграцијски процес на државата. Општина Кавадарци е една од општините која што исто така користи европски средства. До сега се искористени околу 4 милиони евра средства и за земјоделство, и за училишта, и за инфраструктура, и за сите други активности во делот на локалните сегменти и работи. Затоа овој евроинтеграцијски процес кон кој што чекори Македонија е многу битен, како за младите луѓе за да останат тука, заради што ја даваме оваа дополнителна, оваа голема и оваа нова поддршка по нови критериуми, но и голема поддршка од Европската унија следи и преку оваа мерка која што преку нашето министерство се акредитира, но и преку отварањето на новите структурни фондови на почетокот, односно со самиот почеток на преговарање со Европската унија. Затоа членството во НАТО, затоа почетокот на преговорите за Европската унија се особено значени за секторот земјоделство, заради тоа што ова е сектор на кој што во иднина ќе се базира нашата македонска економија.